Шахот како игра на стратегија, трпение и умешност се почесто го наоѓа своето место и во училниците во Македонија. Она што некогаш беше активност резервирана за клубови и ентузијасти, веќе е дел од образовниот процес и тоа како изборен предмет за дел од основците. Сето ова пак е реализирано благодарение на посветени наставници, кои веруваат дека шахот може да ја развие логиката и концентрацијата кај најмладите. Еден од нив е Орце Данчевски, првиот наставник по шах во Македонија, кој со години работи на приближување на оваа игра до учениците. Неговата мисија започнала во време кога шахот не бил дел од формалното образование, но со ентузијазам и визија успеал да го внесе во училишните клупи. Конкретната дејност се случи 2013 година, кога станав првиот наставник по шах во Република Македонија. Значи, од тогаш до 2025 година јас сум наставник по шах од прво до пето одделение, каде што си изготвав мојата наставна програма, моите програми ги прилагодив на сите дечиња од прво до пето одделение и направивме еден навистина прекрасен успех, каде што благодарение на тој предмет, благодарение на моите активности како клуб во самото тоа училиште, денеска го имаме Антон Златков, Емил Ристевски, Андреј Велјановски, Никол Николовски. Тоа се четирите најмлади македонски интернационални мајстори кои што се и репрезентативци на Република Македонија, а Антон Златков на последното европско првенство го постигна историскиот успех на Македонија на овие европски првенства, освојувајќи го 19-тото место и пласирајќи се на светскиот куп, кој што ќе биде како предуслов за доаѓање до мечеви за кандидати и за мечеви до светски првак. Денес шахот не е само игра, туку и наставна алатка, која им помага на учениците да го развијат критичкото размислување, стратегија и дисциплина. На часовите кај Данчевски, учениците не само што учат правила, туку учат и како да размислуваат неколку чекори однапред. Мојот час по шах, кој што јас го водев, е интерактивен, заснован на шаховски програми, односно на шаховски апликации, каде што часот се одвива интерактивно, секое дете доаѓа на смарт табла, го игра потегот, се вртат дечињата и се ствара една убава атмосфера каде што дечињата учат на интерактивен начин и по пат на игра. Тоа е многу важно. Многу е важно да се учи шахот по пат на игра. Меѓу неговите ученици веќе има млади таленти кои бележат значајни успеси на надпревари. Тие велат дека шахот за нив не е само хоби, туку предизвик кој ги мотивира да бидат подобри. Започнав да играм шах во Охрид од кога бев помал, го најдов кога чепка во фиоките. Најголем успех ми беше оваа година кога го освоив малиот вичас. Шахот ми помага во математика и поради тоа освоив 100 поена на државен надпревар по математика. Успесите што ги постигнуваат се резултат на труд, посветеност и подршка од наставникот, но и од нивната љубов кон играта. Играм шах од 7 години, а сега имам 8. Околу една година играм шах, а шахот го сакам, шахот ми помага во математика и плюс не сум толку како машко што сака спорт и нешто посмирено ми треба. Најголемиот успех во оваа година ми е кога освоив 3-то место од прво до пето одделение на општински училишта. Приказната за шахот во македонското образование допрва се развива, но со вакви примери јасно е дека оваа древна игра има светла иднина меѓу младите. Шахот полека но сигурно станува дел од секојдневието на учениците, отварајќи им нов свет на размислување и нови предизвици. Токму преку вакви иницијативи, образованието добива поинаква димензија, таква што создава љубопитни, фокусирани и истрајни млади луѓе.